Во вторник на владина седница ќе се донесе одлука и годинава да се воведе така наречената училишна кушничка, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Мерката доаѓа на предлог на Министерството за економија, од каде брифираат дека по денешниот состанок со трговците на големо и мало кои продаваат училишни материјали, ќе биде донесена конечната одлука за тоа што би содржала мерката и каков предлог ќе достават до владата. Училишни кушнички имаше и во изминативе 2 години, а според пресметките на надлежните, примената на кошничките во тој период придонела за заштеда кај семејствата од најмалку 1500 денари. Да, ќе има и во вторник на владина седница ќе донесеме одлука. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кучовска, одговарајќи на новинарски прашања по подпишувањето на меморандумот за соработка со Државниот завод за ревизија, рече дека буџетот е во добра кондиција, но простор за идни интервенции нема. Прашана колку досегашните мерки поврзани со намалените акцизи кај дериватите, мерка која во моментов е активна, но и онаа за намаленото ДДВ кај горивата, влијаеле врз буџетот. Кучовска вели, тешко е да се направи прецизна проценка. Да видиме како ќе одат состојбите понатаму, гледате дека инфлацијата се стабилизира, што беше една од нашите главни цели преку овие мерки, нели да не направиме дополнително да влијаеме на инфлацијата. Да видиме сега Министерството за економија со какви пресметки ќе излезе, со какви предлози, па потоа ќе зборуваме, нели. Но јас многу пати го повторувам тоа што еве и во последните 2 години сум го кажувала, дека некои големи бафери и простор во буџетот нема. Мислам, тоа е нешто што сите сме свесни и го знаеме, и тоа е многу одамна потрошено пред влада да стане влада. Далеку сме и од банкрот и од тоа дека немаме пари. Значи, тој дел прво да го расчистиме. Ние зборуваме тука за одредени дополнителни мерки кои што можат да се дадат, нели, во таа насока. Во изминатиот период ние најпрво како држава многу направивме. По 3 месеци намалување минималната синдикална кушничка која ја пресметува Сојузот на синдикати, во август бележи раст, и тоа од 177 денари. На едно 4-члено семејство во август, според синдикатот за основните потреби му биле потребни 68.675 денари, од кои само за храна и пијалаци месечно се трошат над 25.000 денари.